Почитувани гледачи, започнува надпреварот меѓу Ренова и Силекс во рамки на 13-тото коло од првата лига. Ренова настапува во состав Елези, Ристов, Степановски, Гаши, Симовски, Байрами, Емини, Нухију, Силјановски, Јанчевски и Гафури. Силекс ќе игра со следните играчи: Божиновски, Костадиновски, Васов, Петров, Мишовски, Атлетски, Лампевски, Стојановски, Насевски, Темелков и Нацев. Гафури Јанчевски беше тоа обид со глава, но беше Божиновски на своето место. Гафури повторно добива топка на десната страна, го бара Јанчевски, прифаќа на кратко до Елези. Гафури повторно до Елези, убава прилика за нафрлување и 1-0 во 13-тата минута за Ренова. И за малку ќе беше тоа гол по шутот на Фисник Нухију. И 2-0 во 70-тата минута. Прво морам да им честитам на моите играчи за максимално фер и коректната игра, максималната борбеност што ја дадоа за време на терен. Двете екипи и максимално коректно играа, значи беше стварно една борба на теренот, меѓутоа денес стварно бевме подобри и заслужено победивме. Ако на светот на овие два гола се додадат уште 3-4 шанси кои што две фактички од линија ги вадеа, значи можам да кажам дека сосема заслужено дојдовме до 3 бода. Не беше ни малку лесно, Силекс е една цврста, една добра екипа, една екипа која што знае да игра фудбал, меѓутоа со стрплива игра дојдовме до овој резултат. Овој резултат е многу важен затоа што дојде после тие нерешени игри во кои што Ренова беше блиско до тие 3 бода, меѓутоа не дојде до нив, а ова е како резултат дека имаме стварно еден голем потенцијал, еден голем квалитет да можеме од надпревар во надпревар да освојуваме бодови. Им реков на играчите дека ова е заслуга на една дисциплинирана игра. Ако Силекс за 90 минути не створи нити една шанса за гол, значи се работи стварно за едно максимално ангажирање на моите играчи. Уште еднаш јас им честитам, им благодарам за поддршката на овие луѓе што беа на трибината. Ренова ќе продолжува и понатаму со вакви игри. Меѓутоа, она што сакам да го спомнам, во неколку наврати предходно беше спомнувано дека и на гостувањето во Охрид и други гостувања дека Ренова на еден начин е повластена. Сите луѓе што се присутни, кои ги гледаат надпреварите на фудбалскиот клуб Ренова, знаат дека Ренова игра фудбал и Ренова секој пат кога губи се ги бара кривците во состојаните редови. Никој пат не сме нападнале некој друг, никој пат не сме кажале против судија и противнички екипи, секој пат и како човек, како клуб сакам да ги бараме кривиците кај нас. Затоа од надпревар на надпревар одиме подобро, бидејќи ги елиминираме слабостите. Доколку други луѓе се ги бараат кривиците на друго место, тоа зборува за нив. Меѓутоа, треба да знаат дека некои луѓе кои спомнуваат Ренова и одредени луѓе во Ренова, треба да знаат дека овде има играчи и тренери, дека тие го омаловажуваат трудот на овие играчи и тренери. А сите тие го јадат истиот леп и треба да знаат, треба да сватат дека Ренова игра честно и поштено и така ќе продолжи. И кога ќе изгуби и кога ќе победи, Ренова ќе знае да пружи рака на секој оној кој што во моментот бил подобар.
Уште еднаш ви благодарам на се, им честитам на моите играчи за победата и Ренова ќе продолжи понатаму со игра до своји бодови. Па добро, мислам коректен и фер направар. Честитки за домакина, за приемат и за добрата организација. Оно што ние се договоривме, не го исполнивме, примивме 2 гола, мислам по искусната екипа на Ренова, заслужено дојде до бодовите. Одлично судење на судиската тројка, мислам дека сега ќе има малце пауза, па ќе се консолидираме, ќе ги исправаме грешките.